civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Gospodine Nesimi, ako može potočno da mi kažete do kada se obrativte i kakva tužba podnesovte za vaš slučaj od koga biste proglasan od Komisijata za lustraciju? U aprilu ova godina podnesov tužba do Građanski sud za obeštetuvanje površka so решението на Комисијата за верификација на фактите околу нивното решение против мене, бидејќи, значи сега тужба јас сум поднел, бидејќи јас имам правосилно судско решение дека со кое се поништува тоа решение на Комисијата за лустрација и не знам, се уште судскиот процес не е започнат, бидејќи беше ова и се уште е ова пандемијата и судовите не работеле, односно не работат со полн капацитет. Се надевам дека овој месец или наредниот и така натамо, не знам сега кога, ќе бидеме поканети јас и мојот адвокат на суд, па да разјасниме, односно да одредиме која сума би била ама буквално речено мало обештетување, односно сатисфакција судска дека тој процес беше целосно наметнат, целосно еден процес против неистомислениците и така натаму. Да влеземе конкретно во судскиот случај во предметот, да се навратиме малку порано. Како се чувствувавте, како се го доживеавте во тоа време, таа одлука на Комисијата за верификација на фактите? Коли вие лично, семејно и пред вашата подготовка? Па видите, тоа беше 2011 година и мора да кажем дека јас целосно бев изненаден од една таква одлука, односно такво решение од страна на таа фамозна комисија, бидејќи се знае в себе си и знам што сум работел во минатото, знам со кои луѓе сум контактирал, како сум се однесувал, кои биле моите ставови во врска со тогашните политички прилики во државата и така натамо, и навистина бев зачуден како може ова да се однесува на мене. Нормално дека со оглед на тоа, така да изразим, на тоа дека јас сум бил и сум јавна личност, јас сум се бавил од 90-та година активно со политика, јас на 2 пати сум бил генерален секретар на партијата за демократски просперитет, кога таа беше единствена партија на албанците во Република Македонија. Потоа, како што е познато, сум бил и амбасадор на Република Македонија во Хрватска, со многу широк круг на пријатели, на разноразни профили на интелектуалци, со големо семејство на интелектуалци во самото нашиот град, во Тетово и така натамо. И сето тоа нормално мора да влијае и, мислим, психолошки, емоционално на човекот.
u ovaj slučaj na mene. Imam nekoliko primjeri da kažem, no normalno nemame vreme što, kako se slučuval i taka natamo. No, sakam da kažem deka toj proces se čini deka retko koji v Makedonija razbiraše i znaješe što znači procesna lustracija. Moram da kažem prvo deka vo nijedna republika od bivša Jugoslavija ne je takov proces sproveden i ljudi to faktički nemat pojma i den danes da gi prašaš tije členovi na komisijata što znači ova, tija nema da zna da vi kažat. Zato što procesna lustracija poteknuva ušte od rimsko vreme, pa i porano. To znači pročistuvanje, to znači čist čovek i taka natamo, predinstveno vo ekonomski plan. Site ovi segašnji tajkuni i taka natamo, ljudje koji idat po sudovi za kražbi i taka natamo, na njih se odnesuva procesna lustracija vo preden plan na sigurno jedno 70% na današnjite političari treba da gi fati procesna lustracija. Kražbata i taka natamo je osnova koja mislim se borite so procesna lustracija. Procesna lustracija od 90. godina i Evropska unija i taka natamo i NATO što go baralje, to je druga rabota. I po toj odnos vo jugoslovenskite republiki nema osnova za to, a zato što procesna lustracija prvo je od ideološki karakter, vtoro je od bezbednosen karakter i treto je od regionalen karakter. NATO i Evropska unija ne sakat da bidat vo nivnite redovi da se vključat ljudje koji vo NATO bile vrvni razuznovači, vrvni inspektori na policijata, na vojnite formacije i taka natamo i koji bile pod direktno vlijanije na ruskata policija, so jedan zbor na KGB. I NATO i Evropska unija ne saka takav profil na kadrovi da bidat vključeni vo nivnite redovi. I den danes NATO vrši tamo selekcija na ljudje koji će imat pristup do razne informacije od bezbednosen karakter. Znači, ovi je tri elementi. I s ogled deka ruskite razuznovački službi nego kontrolirale i Jugoslavija, togašnja Jugoslavija, ovde procesna lustracija trebala da se odviva sosema na podrug način. Ne onaka kako što se izvede, zašto ova beše totalno lov na vešterki. Nažalost, togašnji režim i dvete politički partiji koji beja sostaven del na izvršnata vlast, VMRO, DPMNE i DUI, najdoa inkvizitori, zašto toj proces je inkvizicija. Toj proces i opati odreden broj na ljudje koji vlasta ne možeše da gi kontrolira na drug način. Ete, u moj slučaj mora da kažem deka postoji tamo snimka od ovije, kako se vika, nezakonski pribirani prislušuvanja i taka natamo, kada Alija Meti veli isterajte go ovoj od rabota zašto ni kritikova. Ni kritikova po televiziji, po
вестници пишува, ни критикува нас и овој ни смета. Текстуално е, вака е и уште многу погрдно е речено. И нормално на луѓето исто така не можеше ВМРО да ги контролира одредени луѓе, например академик Божин Павловски не можеше Груевски да го контролира и сега што ќе правиме, ќе го лустрираме, како и многу други кои беа лустрирани на неправеден начин. Самата одлука, ја не знам какво собрание тоа е, што донесе со закон, значи, откако таа комисија ќе донесе решение за одреден човек, нему фактички му беа одземени и сите други права да биде избран на било каква функција во рок од 5 години после тоа. Со тоа фактички, во овој случај мора ја да зборувам за себе, не за другите, фактички мене ми било оневозможено јас да се кандидирам за било што, макар и обичен советник во општина, да не зборувам за други функции и така натамо, кои како граѓанин му следуваат на секому. Значи, јас од тој амбасадор и така натамо, веќе не може ништо да обавувате да бидете избрани и именувани, нормално и именувани, во ниједна друга позиција. На друга страна, нормално, трпеле и конкретно и моите деца, затоа што едниот син беше отстранет од работа, разрешен многу во тие денови, без никаква причина, и мора да кажем, тој мој син е познат, иако е млад, познат интелектуалец, познат колумниста и така натамо, амерички студент е, и тука, значи, во Тетово ти велат, ти си студирал во Америка и така натамо, ама овде не си ни потребен затоа што ови од ДУИ, од власта не го сакат татко ти. Сега, да не зборувам за други работи кога сум имал потреба за некое вработување на некој член од семејството. Понатака, морам да кажам, јас во тој временски период, баш во тие денови кога се случуваше ова лустрација, јас објавив книга, прва и единствена книга за Неџата Голи, кому му е подигнат споменик во центарот во плоштадот во Скопје, објавив книга и ми се чини тоа беше и една од причините за ова лустрација, бидејќи јас ги имам објавено во книгата двете писма на што му ги испратив на министерката Гордана Јанкуловска во тоа време, со цел да ми овозможат да најдеме нешто поконкретно околу неговото погибие. И 2 пати му напишав писмо, од тоа следеше лустрацијата, а одредени луѓе од ДУИ ми кажа не си требал да му напишеш писмо на Гордана Јанкуловска, а ја не напишав писмо на Гордана Јанкуловска, него на Министерката за внатрешни работи и барав да ми се дозволи, односно да ми дадат одредена сознание за погибијата на Неџата Голи, бидејќи човекот нити е суден, Неџата Голи нити е изведен пред суд, нити ништо, едноставно, така да се изразам, не станал во затворот во Шутка. Околу таа книга јас нормално барав спонзори и така натамо, бидејќи не конкурирав
во Министерството за култура, сметајќи дека треба што побрзо да го напишам книгата, оти ќе се подигне споменикот, така, бар се велеше дека многу брзо ќе се подигне споменик. И барав спонзори, барав и од општини да ми бидат спонзори, и од други институции, и од општини и институции со кои раководеа кадрови на ДУИ, ми беше ветено брда и долине дека тие ќе спонзорираат. Јас тие ги ставив во листата на донаторите. Ми разбирате? И ден денес тие стојат во листата на донаторите. Меѓутоа, едноставно, така да кажем, сигурно им дошла наредба апсолутно да не се донира за мене, односно за книгата за Неџата Голи, и фактички јас не сум добил ништо од нив, иако тамо во книгата им стојат нивните институции, општини како донатори. Тоа е таа книга што, за жал, господинот Артан Груби не ја прочитал, не ја видел нити сликата на книгата, бидејќи во корицата е книгата на сликата на Неџата Голи, и тамо отидна да се слика со други луѓе. Имајќи предвид сега и нематеријалната и материјалната штета која сте ја претрпели, дали може да ни кажете конкретно каква оштета барате? Дали имате веќе одредена некоја сума која барате да ви се компензира? Во случаеви кога настануваат вакви покрупни потреси, душевни и така натаму кај луѓето, неретко се случуваат и тие потреси да влијаат и во здравјето на човекот. Кај мене тоа е случајно, да не кажувам сега што, и значи сем ова душевното има и физичко што директно влијаел во мојот, како да кажем, здравствена состојба, и гледано во целина, иако ова не може да го надомести ништо, никаква материјална одштета не може да го надомести, зашто видите, кога вие имате пријатели насекаде, ми разбирате, јас одам во Приштина, најдобрите пријатели ми се, во Албанија, бидејќи сум ги следел сите настани во Албанија од 90-та година, со, да не кажем со сите, али со поголемиот и попознатиот дел на политичката елита на Албанија сум директно пријател. И знаете сега кога одите вие тамо да се среќавате со нив, и како вие сами како мислите, одма сте некако во небрано, одма некако повлечено, бидејќи знаете дека он сега има за вас, може би да има друго мислење. Видите, јас сум имал, например, промоција на книгата, за таа книга Неџата Голи. И знаете, вие, денес ви е објавено името дека вие сте тоа, после 3 дена вие одржувате промоција на книгата. Ми разбирате? И ги викате пријатели и така натаму, и секогаш сте во тоа, во умење, во тој, така да кажем, страв, дали ќе дојдат или не. Но, мора да кажем дека со оглед на тоа што луѓето ми знаеле, и апсолутно не сум имал пречки во тој поглед. Нормално,
kaj tije ljudje so koji sam komunicirali, so koji sme rabotele i taka natamo, a nesigurno je i kaj ovoj drugi, da ne kažem taka obični od del. Taka da to čustvo je, ne znam kako da vi kažem, ne može da go nadoknadi, znači to ništo. Ja sam baral jedna razumna suma, po mene razumna, na vistina razumna, koga gledam vo celina, koji sam, što sam rabotel porano, što sam bil porano, kako sam se odnesoval, koliko ljudi to me poznavali, no to sepak go napravil svojeto. I zašto ja velam ova me znajele? Svi tije dokumenti što gi objavil ta komisija, tekstualno nigde nema jedna rečenica da sam kažal nešto lošo za nekogo. Ne za lošo, ni dobro ni lošo. Ne se pojavujem jas tamo nigde, mi razbirate. Ne sam. Naprotiv, ima polno ljudje koji zboruvale za mene mnogo lošo, gledano od togašnja perspektiva, mnogo lošo i, na primjer, tamo mene mi se faća za gnev, zato što ne sam pristanal da pišu vam tekstovi protiv Zari i Populit, ne sam pristanal da pišu vam tekstovi za iseljenje to na Albancite i Turcite vo Turcija, ne sam pristanal da pišu vam tekstovi, da gi opravdam faktički, mešanite paralelki vo ta vreme i taka natomo. To se čisto fakti. Taka je, ni jedno, to ni drugo, to ne sam go napravil. Ponataka mi se zabeležuva, deka sam go kritikoval ja Feltonot na eden, sega ne znam da li da mu go spomnem ime to ili ne, da će kažem na dr. Sefedil Sulejmani, to je beše poznat filozof Albanec koji pišu vaše filozofski tekstovi i on, naši odvesnik, Flaka, Zrimit, napiša, on obično pišu vaše feljtoni, taka natamo, napiša jedan podolg feljton za Tito. I ja go kritikoval v to vreme, to je feljton, zato što na Tito mu prepišuvaše, on beše poznat po to stiliziranje i veličenje na ljudjeto, mu prepišuvaše bogovski sposobnosti na Tito. I ja sam go kritikoval, ali ja ne sam go kritikoval na ulica, sam go kritikoval na naši sustanovci, na analiza na Vesniku, ti taka natamo. I sega ljudje to normalno me znajele, koji sam, što sam i taka natamo. I so poznatite ljudje, po ovoj odnos ne sam imal problemi, a i so drugi, da bude mnogo realen, ne, ali čustvo to bilo mnogo teško. I sam pobaral jedna, da ne kažem sega, ne je bitno koliko, jedna razumna, sepak po mene jedna razumna suma na pari. Što će bide ponataka, ne znam. I blagodaram i vas i mora da kažem sega na kraj dve raboti. Kratko. Ja site tije togašnji žalbi, to je jedan 6 godini, 6,5 taka nešto, godini trajale tije sudenja i taka natamo, videći cela jedna istorija, no jas nikogaš ne sam se služil so avokat vo toj proces. Sekogaš
сите тужби, жалби и така натаму и други поднесоци во судот сум ги напишал, сум ги направил сам. Сега нормално, бидејќи сега е друг процес веќе, сум ангажирал авокат и никогаш ја, уште тогаш процесот кога беше обзнанет, сум кажал во медиумите една реченица. Тоа било дека власта сака да расчисти со неистомислениците, затоа што не е во кадарна да прифати ниедна сугестија, односно нормална анализа на состојбите во државата, не против власта, него како треба да се регулират работите, и од тогаш не сум изјавил ништо за медиумите досега, затоа што, ете многу конкретен ќе бидам, не сум сакал, знаејќи со каква власт имате работа, не сум сакал да ја провоцирам, уште да ја провоцирам, и ми се чини дека сум направил добро, бидејќи сигурно тогаш би имале притисок судиите во одлучувањето. Civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno.